Добродојдовте во нова епизода од нашиот подкаст Клиника за труд. Денес ја отвараме темата од норма до реалност, како изгледаат работните односи на терен. Ќе зборуваме за тоа каде точно настанува јазот помеѓу законот и секојдневието на работниците, кои се најчестите предизвици во практиката и што навистина се случува зад формалните правила. Имаме честа и одговорот на сите овие прашања да ги добиеме од вистински професионалец со долгорочно професионално искуство, а тоа е почитуваниот адвокат Игор Александровски. Добро дојдовте. Здраво, Луна. Добре ве најдов. Чест ми е што ќе бидам гостин во подкастот и се надевам дека ќе покриеме интересни теми и ќе биде интересно за слушателите и гледачите да го гледаат и слушаат. Сигурни сме дека ќе биде многу интересно. Дали може да почнеме? Може. Дали може за почеток да ни кажете нешто повеќе за вас, вашата професија, вашето работно искуство, кои сте вие? Значи, јас сум во професијата повеќе од 15 години. А прво бев како правник во Сивус, IT компанијата од 2007 до 2009. Значи сум бил работник, тоест вработен. По 2009 го основаме адвокатското друштво Апостолска Александровски и партнери. И од тогаш во основа работиме на советување на компании, мислам нашите клиенти во најголем дел се компании, било основани од домашни, било со странски сопственици. И ги советуваме, застапуваме најчесто во целокупното нивно работење и дел од тоа опфаќа и работни односи. И советување, насочување од аспект на почитување на обврските кои што компаниите ги имаат од работните односи. Дали ако се вратите во вашите студентски денови, би очекувале да имате толков успех на вашите години? А во студентските денови па веројатно не. Движењето на кариерата по завршување на студиите во ствари е, како да кажам се на англиски полесно валјда, it's a journey кој што зависи патување, во ствари, кој што зависи од одредени одлуки кои што се носат во кариерата. Многу пати, нели, вистинско време, вистинско место, ама најбитно е дека треба да се чита, треба да се знае, посебно во правниот свет. Треба да се работи професионално, треба да се кажуваат ризиците, било за компаниите што ги советувате, било за физички лица, нас ни доаѓаат, застапуваме и физички лица на кои што им се прекрчени одредени права во овој сегмент на работни односи. Јас искрено, кога почнувавме да работиме, мислев дека по онаа транзиција и тие откази, технолошки вишоци, тешки времиња, дека ќе следи пат на судските спорови поврзани со работни односи. Ама тоа во пракса за жал не се случи. Односно, голем дел од правата се уште не се почитуваат, што доведува до судски спорови. Судот е затрупан со предмети, споровите траат подолго, иако законски имаат приоритет при решавање, ама сепак траат премногу долго за некој кој што добил, да речеме, отказ или нема работа за да добие некаква сатисфакција. Не сме тоа да трае години. Каде најчесто се јавува разликата помеѓу она што е пропишано во трудовото законодавство и она што реално се случува на работните места? Од нашата пракса, да кажам, ние имаме пракса, клиентите што ги застапуваме, им правиме периодични проверки, како што би правил инспекторатот за труд. Како, дали ги почитуваат правата, како се исплаќа, како се евидентира работно време, сме забележале дека во пракса најчесто што ни доаѓаат на нас работници, да се информираат или да мислат дека се им се нарушени правата е неевидентирање на прековремена работа. А неевидентирање значи неплаќање или некакво плаќање на друг начин, не во целост. Сменска работа, храна за време на сменска работа. Има еден цел сегмент кој што мислам дека е многу голем, кај што под концептот бруто плата во бруто платата е влезен и минатиот труд, што не може да се случи бидејќи минатиот труд
е додаток на основна нето плата или бруто. Што значи секоја година треба да расне платата на работникот за 0,5%. Не може да се опфати целосно. Има компании кои што исплаќаат, да речеме, со години иста плата, не се зима во предвид овој момент. Другите прекршувања или отстапувања од словото на законот во праксата е околу годишниот одмор, користење на годишен одмор, компензација на годишен одмор, отсуства. Гледаме дека многу пати има притисоци од аспект на боледувања. Ако работниците одат на боледување, има притисок зашто, како, па се... Мислам, има механизми за преиспитување, него работата е која е границата да се спречи злоупотреба, а што значи да се врши психички притисок врз работникот, да се осеќа нелагодно само заради тоа што оди на боледување. Да речеме во западните земји, новите начини на работење, стресови притисоци, луѓето можат да одат на боледување и поради бърнаут, преоптовареност од работа. Тоа е, мислам дека одлично нешто што... И тоа го имав јас. Значи тоа во западните земји уште 2006 година, 2007 беше востановена пракса. Значи тоа веројатно тоа боледување го даваат психолози, психијатри, мислам, да. Пак е тоа низ некој канал процесирано, ама така функционира. Ами мислам дека продуктивноста така многу повеќе се зголеми, дека кога сите сме имале бърнаут некогаш во животот, мислам дека кога ќе ни се случи, дека продуктивноста ни е на нула и џабе реално одиме на работа, џабе одиме на факултет, џабе правиме се реално, а да го имаме тие, пример да кажеме недела дена одмор, ќе се вратиме дупло попродуктивни од тоа што би можеле да бидеме. Па да, има такви, значи едно е мислам дека се уште се плаќа за седење на работа, тоест за 8 сата работно време. Мислам дека новите генерации, тој систем не е добар ни сега, ама тоа е недостаток на мерливост. Тоест, треба ако знае компанијата да мери продуктивност, тогаш не е битно колку време ќе седи некој на работа. И дали ќе направи пауза, утекна денот 1 сат да се прошета, па ќе се врати. Зашто ако седи на биро, на пример, у такви професии кај што се седи на биро, не значи дека ќе се сработи нешто квалитетно или да не се... Така да се сложувам, значи тоа треба да се има флексибилност. Сега многу во одредени сектори има и работа од дома, што исто така не е регулирано никако, тоест треба посебен договор да се склучи за работа од дома, што многу често не се прави. Да. И се останати што отвара други проблеми и дилеми. Значи треба да се интервенира и во законското решение. Мислам дека веќе одредено време кружи некој нов предлог на закон за работни односи, да се применат нови пракси од поразвиени земји, нели, да се види како е регулирано и да се воспостави некој баланс, зашто на крај тој сооднос работник-работодавач не е антагонистички, тоест не треба да биде антагонистички, зашто ако има подобри услови за работа, тренинг, обуки, нели, едукации, ќе има поголема продуктивност, ќе има повеќе пари за сите, и за плати и за профит. Ако нема продуктивност, ќе нема за сите. Така да тоа мислам дека на ниво на општество треба да се дискутира почесто и поотворено. Како влијаат стравата од губење работа и ниската информираност на вработените врз нивната подготвеност да ги бранат своите права? Па секако дека влијае. Значи, сега во различни индустрии различно. Да речеме индустрии кај што се дефицитарни со кадар, кај што нема, веќе сите стануваат такви, така да тој баланс малку се менува, ама има индустрии кај што имаме работници со ниско ниво на образование, ниско ниво на информираност, и тоа произведува страв од губење на работата. И тогаш тука се подложни на одреден тип на манипулации. Ова што го спомнавме на почеток, помалку плаќање за прекувремени работи, ноќни смени, подпишување на разноразни спогодби за согласност за намалување на права, откажување од одмори, такви ситуации. Сме виделе и на голема
значи во поголеми компании кај што тоа се прави онака баш масовно. Работниците, мислам дека она што треба да се направи, дека тоа не е добро и за самата компанија. На крај, бидејќи продуктивноста паѓа, се јавуваат грешки, можеби луѓето нема да одат на адвокат да се бунат, ама сигурно продуктивноста не е еднаква на некој што е мотивиран и некој што е демотивиран или се осеќа дека е искористен или се осеќа дека е во некаков однос на зависност. Дури може некоја верзија да направи према тоа што го работи, према луѓето со кои што е обкружен. Па да, знаеш како го работат производство луѓето, ако има премногу притисок, тие машините може се расипат и вака и онака. Така да имало и такви ситуации. Може да има саботажи, така мислам. Да, definitivно. Така да на крај тоа не е добро за никого. А не зборуваме за кој знае какви средства. Сега веројатно за повеќе вработени може и да влијае, ама во секој случај комуникацијата мислам дека е најбитна. Она што јас би рекол како може да се заштитат, да речеме, вработените, ако сметаат дека некое право им е нарушено, се оштетени од некаква одлука или едноставно не се согласуваат со некаква одлука или некакви документи што им се даваат на потпишување, а тоа обично како изгледа. Сега седиме тука, еве го документов, мора сега да се потпише. Значи треба да се знаат неколку работи. Едно е добро е да се консултираат со адвокат. Секогаш, значи не е. Мислам дека многу ретко некој од адвокативе ќе излезат у пресред да го видат случајот, не е дека тоа кој знае колку пари кошта или дека може и да не кошта и воопшто. Значи како иницијален состанок и бидејќи ако е поголема компанија има интерес тука и адвокатот да се занимава со предметот, бидејќи ако е ако се 100 вработени има иста ситуација, така да ќе може да има 100 предмети. Така да тука е многу е битна таа улога да кажам на адвокатите од овој аспект. Значи може да се застапуваат луѓето без нив да ги кошта тоа многу пари. Да, јасно. И друго што треба да мислам да знаат сите работници и кои ќе го гледа подкастов, законските права што им следуваат по закон, а не се испочитувани од страна на работодавачот. За тие не може да се откаже работникот со спогодба дека она има еден член, сите спогодби генерално го има, дека работникот потврдува дека нема никакви побарувања од работен однос кон работодавачот. Тоа не може да се однесува на права што му следат по закон. Например, ако ми следи преку време на работа, ако ми следи плата, а ми е исплатена помалку плата, таа одредба не го елиминира правото мое да тужам. Ако тужам, ќе треба работодавачот да докаже дека ова се ми е исплатено. Јасно. Дали синдикатите имаат реална моќ на терен и што најмногу ги ограничува во нивната работа? Синдикатите се посебна приказка. Синдикати, сега имаме доста демократија во синдикалното организирање. И мислам дека се зависи од конкретниот синдикат, колку е активен, колку е активно раководството, колку се активни, да речеме, тие синдикалните организации по компаниите, колку се информирани, колку знаат и на кој законски може да има синдикатот многу големо влијание. И тоа или синдикат, или представник на работници, ама од нашава пракса до сега, значи сме имале неколку клиенти што имале синдикати, да речеме сега компаниите биле у добра позиција и имале многу коректна соработка со синдикатите. Многу често таа пенетрација на синдикатите по компаниите е многу ниска. И сега тоа може мислам дека зависи од повеќе фактори. Еден е што раководството на компаниите гледа многу негативно на ако има синдикат и пробува да блокира секаков обид за синдикално организирање. А друго, мислам дека и кај самите работници има одредено ниво на недоверба. Тоа генерално е општествена недоверба кон институции, па синдикатов, пошто е институција, мислам дека има одредено ниво на недоверба на работниците што би добиле од постоењето на синдикат или непостоењето на синдикат. Секако, западните општества зависат во голема мера
на синдикати, тоест мислам дека во поголемиве земји, поголемите компании сите имаат синдикати, дури и членови на управен одбор кои што се од синдикатите. Тоа го имаше и кај нас во еден период бившата држава. И мислам и на почеток таму 90-ти години дека функционираше тоа као работнички совет, па од тој совет имаше представници во управни одбори. Тие колку биле активни, колку допринесувале, не знам, ама пак учествувале во некакви носења на одлуки или биле информирани. Така да тоа веројатно со тек на време ќе се дигне таа култура на повисоко ниво и јас мислам дека можат да бидат партнери работодавачот и работниците преку синдикат или не. Ама таа свест за организација веројатно треба малце време за да дојде. Што треба да се промени во законите, институциите или кај работодавачите и работниците да се намали јазот помеѓу норма и реалност? Па се работи веќе некое време на законско решение ново. Се надевам дека за брзо време ќе биде донесено. И јас тоа што среќавам имам многу, некои работи се банални, некои не се. Например, кога треба на некој странец јас да му објаснам како у Македонија се рачуна годишен одмор, тоа е како да му објаснувам равенка со 10 непознати. Квантна физика. Додека тоа може многу едноставно да се реши. Значи, секој месец работа, да речеме 2 дена одмор и да завршиме со приказката. Да. Па кога можело да се користи, па кога не можело да се користи. Па тоа вака е. Да. Значи, хаос. Не можат да сватат, тоа е објаснување од 3-4 состаноци. Значи, па како се вака, па како вака, па како онака. И има такви неколку работи што треба да се направат кристално јасни, за да избегнеме недоразбирање, да избегнеме стресови, да се избегнат ситуации на тужби. Има сега во последно време доста и предмети за 2 сегмента вака штрчат, да кажеме. Една е доста предмети против јавниот сектор и јавниве предпријатија заради неисплаќање на додатоци. И тие се добиени предмети од наш аспект. Значи само треба да се поднесе тужба. Се добиваат сите, тоа на крај го покрива, сите трошоци ги покрива јавното предпријатие или министерството. Тоа се нели трошоци на буџет, зашто не се исплатени не знам, мислам јасно е дека треба да се исплатат, има такви многу едноставни ситуации кај што е ептен јасно дека треба, као патни трошоци, одвоен живот. Некои колективни договори имаат она К15 регрес за годишен одмор кој што не се исплатува едноставно. И треба да се тужи. Сега тоа се многу вработени. Тоа генерира, значи тоа треба јасно да се направи што е, како е, треба да се воведе некаква контрола. Дали тоа, особено од државата да поведе ред, бидејќи се одливаат државни средства по други основи, нели судски такси, вештачења, адвокатски трошоци, што се непотребни. Државата не сме да не ги почитува законите што, да речеме, органите на државата ги носат. Приватниот сектор исто да се подобри, мислам дека трудовиот инспекторат да се фокусира на контролирање на области кај што или индустрии кај што не се почитуваат права, тие да речеме IT компанииве почитуваат се. Таму нема потреба да се прави контрола, ама има индустрии кај што или ден денес слушаме нели по телевизии, по вестници дека К15 работниците им се исплаќа па го враќаат. Значи такви безбедност и здравје при работа, дали е соодветно направено, како не. Значи тука мислам дека треба тој момент да се подобри. Треба да се повеќе да се дискутира зашто законот како закон треба некој да го истолкува и да го примени. Мислам дека треба повеќе комуникација меѓу судии, трудов инспекторат, професори, правен факултет, нели, адвокати, HR менаџери, значи да има константно работилници на кои што нема да бидат предавања, него ќе бидат дискусии за одредени проблематични прашања во толкување на законот што се појавиле во пракса. Да се расчистат, да се заземе став. Да се дадат различни мислења од различни области, како што кажавте, судии, професори, слични. И да се изгради еден став како ова се применува и толкува, и тоа да биде тоа.
не може да она го има нели слободно судиско убедување, слободно судиско убедување мора да биде во рамки на закон, не може да биде да има различни пресуди за иста работа од тоа мора некако, може да има различни од прво време, ама мора некако да се седне и да се усогласи ставот на некое повисоко ниво и да знаат сите, нели, дека ова е така и ова така се применува и сите ќе го применуваат, повеќето ќе го применуваат. Кога има нејасноти, тогаш ќе доведуваме до судски спорови оптоваруваат системи, се исто нели трошок за сите инволвирани и за судскиот систем. Така да, друго што мислам дека може пак да се воведе повеќе медиација, ама тоа се може да се воведе ако имаме она предвидливост, правна сигурност, предвидливост на пресудите. Ако е предвидливо дека јас овој случај го добивам, многу е полесно се спогодиме. Ама ако не е јасно од праксата дали ќе го добијам или не, тоа што трае со години. Да. Не верувам дека некој сака да многу ретки се таквите, има и такви што сакаат да водат изгубени предмети. А има и такви случаи. И мислам дека со овие мерки што би се преземале, дека ќе се с големи почитувањето на законските одредби, ќе се с големи почитување на правата на работниците, ќе се с големи продуктивноста, од што веројатно од 100 бенефит ќе имаат сите. Мислам и државата преку повеќе даноци, и компаниите преку повеќе добивка и работниците преку подобри плати. Друг начин за зголемување на плати нема. Мислам, мора продуктивност, излегува нели анализи дека продуктивноста е многу ниска. И затоа не се криви само тие што работат, но некој го води тој процес на работа. Тој што го води, ултимативно ако игра екипата слабо фудбал, кој добива отказ? Не добиваат играчите. Добива тренерот, така? Да. Па после друг кога ќе дојде он ги менја играчите, прави играчи, ама ако нема резултат, пак лета тренерот, не летаат играчите, они се на крај. Така да треба и компаниите да работат на едукација, тренинзи, обуки, тоа и за да си помогнат сами на себе. Тоа го прават најголем дел од компаниите, особено со странски капитал, имаат установени процедури на обуки, колку трае, како трае. Да, они се некако кружени со друга пракса во текот на животот и го применуваат тоа и кај нас. А кај нас малце сме постаромодни кога доаѓа тоа прашање. Така е, да, многу се сменија доста работи со компаниите, особено што работат во тир зониве, бидејќи наметна таму нема дилема дали сега треба да се плати прекувремено или ако е праено, се плаќа се што е сработено, се што е по закон. Нема тука никаква дилема дека мора да се плати. Да. Ако нема математика бизнисот, нема математика. Ќе се види кај е проблемот. Да, јасно. Пошто и преку времена работа и тоа е математичка категорија, значи дали колку луѓето, ако работат многу прекувремено луѓето, тоа влијае на перформанс. Значи тоа треба да се најде некој баланс. Со законот има одредба дека ако континуирано има прекувремена работа, треба да се размисли за воведување на сменско работење и за вработување на повеќе луѓе. Зашто ако се даваат истите пари за прекувремено, тие луѓе не може да работат толку сати, значи ќе се прават грешки, повреди. Да, не може да успеат. Така да тоа треба исто да се размислува во тој правец. Има ограничување колку може годишно да трае прекувремената работа, ама тоа не знам колку се применува во пракса. Има различни искуства. Има искуства кај што компании не го почитуваат, има искуства кај што го почитуваат. Да. Ви благодариме многу, чести задоволство ни беше да ги слушаме одговорите на вашите прашања и се разбира нашата публика да научи нешто повеќе во оваа област и се надеваме дека ќе имаме чести задоволство повторно да ве видиме и да присуствувате на нашиот подкаст. Ви благодарам и на вас и се гледаме во друга прилика. Чао на сите!